Се враќате во моето ново видео и во влогмас број 10. Како ќе гледате во наслова денеска, ChatGPT ми одлучи што ќе правам цел ден. Така да ајде да почнеме. Сега ќе почнеме ChatGPT. И сега ќе му кажам дај ми наредби што да правам. Дај ми наредба. Или вака, не знам како да правам. Дали го прашам кој што да јадам? Што да јадам? Дај ми наредба. Океј. Пуштив. Еве ти наредба, предлог, мену. Вака, значи. Сега ќе одбериме. Сега може појадок, сендвич со сирење и домати или тост. Тост или пица. После за вечера јади омлет, јајца, а за ужинка јогурт или јаболко, ручек, пилешко месо, значи не знам дали од ова нешто ќе имам, ама тост ќе направам, ќе јадам, така да ете успев. Да го прашам, значи ќе збораме се. Да го прашам дали е тостот здрав. Здраво! Здраво, драго ми е што те слушам. Ако имаш некоја друга идеја или прашање, слободно кажи. Да се прашам, колку калории има тостот? Калориите во тостот зависат од состојките што ги користиш. Например, лебот, едно парче бел леб, има околу 70 до 80 калории. Сирење, 30 грама сирење може да има околу 100 калории. Шунка, 50 грама шунка има околу 100. Интересира, слободно Извинете, кажи. баба ми беше в соба. Океј. Нема Фала. Нема проблем, секако. Баба ми беше в соба. Нема проблем, секако. Ако ти треба нешто, тука сум. Уживај. Значи вака тостот има, лебо има 70-80 калории. Сирењето 100 калории и шунката 70 или 80 калории. Oh my god. Океј. Сега ќе јадам тост. Еве го. Сега ќе јадам. Не ми рече со кетчуп, ама сепак тост. И сега ќе опрашам ChatGPT да што можам да правам. Досадно ми. Одам да напишам, досадно ми е и што можам да правам. Ако ми пише да учам, супер ќе види. Ради тоа што барем тој ќе ме канди се да учам, ради тоа што морам да учам, а ме мрси, така да одим. Учи и ми подготвува мотивација за учење. Супер. Прво пишам домашно. Па откако ќе напишам домашно, да учам, па откако ќе доучам, пак да учам, а откако ќе доучам да одмарам. Значи јас не можам да одлучувам ChatGPT, треба ми одлучува дали да одмарам. Violence playing. Вака, значи. Не ми нареди ChatGPT, ама морав. Едноставно, не можам да живеам само на ChatGPT. Честитки си давам уште на училиште. И еве се само ќе покриjem од кое. За мене. Денес ми нада. И на сите. А на другарче му да здаваш. Happy New Year! Значи, имам за учење и тоа многу. Значи, треба гледати. Ово напам, ово треба го знам за тест.
Вака, значи, треба го знам ова тука, ова и ова. Имам 2 дена. Не, еден ден имам. Нема го научам. Ке го одложиме тестот, Фала музичка, да го кажам. Петка. Да, имаш нешто. Што ма тие тетрадки? Тетрадки. Што се ги имам одбрано за македонски. За англиски и че ми се бенисват тетрадките, што сум ги одбрала, тоа што се бенисвала, видете, катастрофа. И че ме бенисва. Така сега ова прибора се урекреме. Почнав. Пишам. Се пишам. Напишав, сега ќе прашаме ChatGPT дали да одам надвор, иако е среда. Ако е среда, сега ќе прашаме. Дали ми препорачваш, ќе му речем, дали ми препорачваш да одам надвор? Не, бирај. Дали да одам надвор или да останам дома и да учам, бидејќи е среда. Утре имам еден тест, за утре имам 2. Тоа зависи од тоа како се чувствуваш и треба да учиш. Зашто може е подобро да останеш дома и да учиш. И вели, подобро е да излези, мој предлог според тоа, ако се чувствуваш сега, ако сакаш да одиш надвор, можеш да одиш, кај пише, чекај, ми замина. Можеш да одиш надвор во библиотека или да пиеш кафе или во читална. Значи ќе учиме. Значи сега треба учам историја. Сакам пак викендот да се повтори во Трново. А зашто тоа не што ми беше? Многу беше убаво во Трново. Значи, пренајубаво ми беше. Со тати ми се брачи. Значи, преубаво беше. Преубаво. Учив и историја и морам да го прекинам сега веќе видеото, затоа што станува и досадно. И всушност беше тоа за видео, кој бе диса лайк, ако не дислайк, јас нема друго што ќе да кажам. Обавезно сабскрајбнете и утре се гледаме во ден 11 и вака така ни се ближи нова година. Ајде, бај.